Веќе 2 години децата кои се судриле со законот престојуваат во објектот на воспитно-поправниот дом Тетово, лоциран во селото Волковија, откако долги години беа префрлани од еден во друг затвор. Таму штитениците имаат соодветни услови кои ги задоволуваат меѓународните стандарди и кои соодветствуваат за овој вид на превоспитување на прекршителите, велат од раководството на установата. Децата од оваа категорија конечно по подолго време ги добија условите, односно ја добија оваа институција што ја заслужуваат, институција со по европски стандарди, каде што се задоволени сите нивни потреби. Јас сум задоволен како менаџер на оваа институција од напредокот, односно она што го успеавме што успеавме заеднички 2 години да им помогнеме и возможиме на децата успешно да се ресоциализираат. Децата се вклучени во многу активности како во домот, така и надвор од домот. Но штитениците се без континуиран процес на образование, затоа што истиот се спроведува како проект. Наставата сега е во прекин, а од раководството велат дека се во преговори со Министерството за образование да имаат училиште во самиот дом. До 10.2022 оваа година, значи сега, имаше образование кое што беше организирано од страна на Министерството за образование и наука и UNDP. Имаше договор склучено со средното училиште Макаренко од Скопје, кое што е единствено такво училиште во нашава држава за образование, но проектот заврши, прекина договорите на наставниците кои што ја изведуваа наставата во нашиот дом и сега во контакт сме со министерот за образование, бидејќи образованието треба да биде организирано од страна на Министерството за образование. Ние сме тука како институција која што сме должни да обезбедиме само услови за да се одвива образованието, но како што кажав, во контакт сме со Министерството и со министерот, се работи на некои точки, членови од законот за возрастни, што треба да бидат променети за системски да се реши проблемот во нашава институција со образованието, односно да има образование, училиште основно во самата институција да биде тука, не да доаѓаат наставници од надворешните училишта. Штитениците во домот стекнуваат работни навики и учат занаети. Моментално сум на остручување, работно ангажиран и одработувам некои дела тука, ова дрвено аставче, значи прибор за аватче и го правам рачно, сам го изработувам со помош на другарите и тука сум веќе 25 месеци, како што кажав. Од самиот почеток сум остручен као водоинсталатер, ова ми е плюс, као хоби и во домот ги имаме сите услови, значи многу работи одработивме, имаме летниковци направени, клупи, маси, столови, се, значи што има во склопот на домот, што е во рамките на домот, го имаме сами направено. Од почетокот кога сум дошол, осеќам голема промена кај мене. Прво во раст и развој, дека многу сум повеќе ресоциализиран него за разлика од кога дојдов. Првично, значи со образованието сум напредувал, исто така со остручувањето, значи стекнав работни навики, идам, вклучен сум повеќе пати во семинари као застапник за правда на децата. Воспитувачите пак велат дека условите во домот многу помагаат за ресоциализација и рехабилитација на децата. Но грижата за нив треба да продолжи и по нивното излегување, при што треба да бидат вклучени и надлежните институции. За да биде успешна ресоциализацијата, потребно е и поспеналниот прифат да биде соодветен. Центрите за социјална работа најповеќе. Судот исто може да има влијание, верувам дека затоа што ние шестомесечните извештаи што ги праќаме за секое дете, ги праќаме до судот и до центарот. И судот е информиран за текот, превоспитниот тек на секое дете во текот на тие 6 месеци и исто така и центарот. И кога 3 месеци пред отпуштањето на секое дете, ние имаме соработка со центрите, за да тие најдат начин да му помогнат на семејството. Воспитно-поправниот дом кај Тетовска Волковија представува целосно нов комплекс на објекти со површина од околу 16.000 метри квадратни, ограден со безбедносна жичена ограда, шеталишта и спортски игралишта.
Има 3 објекти за сместување во отворени оделенија и оделенија за засилен надзор и работилници за работно ангажирање на штитениците.